За некого олеснување, за некого отказ. Вештачката интелигенција која постојано се развива ќе помогне во многу професии, но некои целосно ќе ги замени. Дали вештачката интелигенција ќе замени некои професии, кои се тие професии? Да, вештачката интелигенција може да замени некои професии, посебно оние што вклучуваат рутински и повторливи задачи, како внесување податоци, основни административни работи и едноставни финансиски анализи. И самата вештачка интелигенција потврдува дека човештвото е на огромна промена, на нова индустријска револуција. Со ова се согласуваат и софтверските инженери кои секојдневно ја користат вештачката интелигенција. Први на удар ќе бидат административните и техничките професии кои ќе бидат целосно автоматизирани. Еден аспект е дека за жал може да придонесе до целосно укинување на некои работни позиции, бидејќи можат веќе да бидат автоматизирани со помош на процесите од вештачката интелигенција. Но според мене тоа не би бил преогромен број на работни места, но во голем дел ќе ги измени работните места, бидејќи определени задачи кои што работниците ги прават ќе може да бидат извршени побрзо. Новите алатки веќе се користат и во образовниот систем. Од една страна ја олеснуваат работата на професорите, но од друга ја отежнуваат зашто сега мора да проверуваат дали учениците и студентите ги злоупотребуваат и наместо сами да пишуваат есеи и да решаваат задачи, тоа го препуштаат на програмите како ChatGPT. Во мојава професија секојдневно ја користам за се и од образование и од помош при креирање на задачи, па дури и прегледување некогаш ни помага. Особено во софтверскава индустрија дефинитивно многу ни помага секојдневно и во креирање, пишување на код. Анализата на Меѓународниот монетарен фонд покажува дека вештачката интелигенција ќе влијае на околу 40% од сите работни места во светот, заминувајќи некои и дополнувајќи други. Според извештајот на Goldman Sachs би можело да наруши до 300 милиони работни места во блиска иднина, при што 50% од глобалната работна сила е изложена на ризик од автоматизација. Програмите како ChatGPT, освен во многу професии, може да помогнат и во секојдневниот живот. Например, организација на викенд, патување со одреден буџет на конкретна локација и совети кои места треба да се поседат, рецепт за ручек со состојки кои ги има во фрижидерот, препораки за книги и филмови според желба и расположение.